Ќе бидам, бидејќи во контекстот, ја навистина без буден што сакаме со амандманот да направиме. Сега зборевте, добро, зборевте родници, зборевте ситуации, зборевте серија на работи, го земам специјално амандманот. Вели, со предложениот амандман се предвидува прераспределба на средства во износ од 12,3 милиони денари за изработка на студија за валоризација на подрушјата. Дали знаете вие колку се далеко национален парк? Дали имаме ние право и дали комисијата за буџет е тука онаа што ќе може однапред да каже студијата како ќе произлезе? Дали знаете колку е постапката за самата студија се направи? За изработка на студијата? Јас ќе ви кажам, 12 до 24 месеци. Прашањето е дали овие средства ќе бидат или не, но дефинитивно поминуваат два преспретходни фискални периода. И ако земаме веќе искуствата од другите национални паркови, во ред, можеме детално да ги разгледаме, но не на ова тело. И дефинитивно ребалансот нема да го реши тој проблем. И да решиме така да биде. Треба да се реши во друга комисија. И сега ние ако сакаме да направиме памфлети, во ред. Но на оваа комисија што можеме да дискутираме дека оваа влада со ребалансот предвидува 10-кратно зголемување на буџетот за заштита на животна средина. Можеме да кажеме дека главен фокус оваа година ќе биде да се соочиме директно со проблемот за аерозагадување. Сериозни средства се одвоени во ребалансот на буџетот. Ако сакате, ајде да дискутираме како тие средства најдобро ги искористиме. А овде изгубивме време за да укажеме дека нешто што сакаме да направиме, што не може да се направи до крајот на годината. Но имаме интенција од владата и од министерството дека одвоиле сериозни пари, сериозни средства, има сериозна намера, еден горлив проблем на нашата држава се реши. Тоа е навистина посветеност на екологијата, на подобра животна средина и на подобри услови на нашите граѓани. Може да се дискутира и за Кожув и за секаде, но да знаете дека секогаш националниот парк има две страни. А јас сум го кажал тоа и дозволете уште еднаш ќе повторам. Никогаш не смееме да дозволиме развојот да биде на штета на животна средина, ниту пак животна средина да биде на патот на развојот на државата. И можеме да дискутираме, но да бидеме барем коректни и поставени на здрави колегијални односи. Благодарам.